Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Кво Вадис. Една од најбитните работи која се случи минатата недела е она што се случи во Москва, поточно мојот колега Такер Карлсон, I'm proud of him, направи интервју со Владимир Путин. Владимир Путин 4 години немаше никому дадено интервју. Се утепаа од молење, од BBC, од CNN, од сите мејнстрим медиуми кои се под контрола или на некое отворено општество или на некоја од тие демократско ЛГБТ и така натаму и не им дозволи. Но одлучи да му дозволи на Такер Карлсон. Зошто? Такер Карлсон беше во мејнстрим медиуми еден од најпознатите и најуспешни новинари во историјата, ever, и се обидува овие што се Woke и така натаму, да му наместат некој скандал, иако најгледан и најдоходовен новинар на Fox мораше да напушти, даде отказ и својата емисија ја префрли на платформата на Елон Маск, X, но само заради една работа. Бараше да нема цензура од она што он го прави и говори. Браво! Елон се согласи на тоа, уште поголемо браво за човекот во кој длабоко верувам. Владимир Путин токму не му довери улогата да биде интервјуиран со на кој ќе му ги каже сите оние работи кои сите други ние новинари сонувавме да бидеме на негово место. Имено, ви реков дека 4 години нема дадено никако интервју, а поготово не од почетокот на за странски медиум, а некој од овие помаливе или локални што ги има дадено од почетокот на специјалната интервенција војна или како сакате наречете во Украина, воопшто нема. Ова беше од многу аспекти многу интересно што Путин ќе каже во врска со тоа, бидејќи и првото прашање на Такер Карлсон, многу машки, се испонаша, респект од мене, го изгледав неколку пати и ќе ви кажам зошто го гледав неколку пати, не од што сакав, туку морав да си го запомнам зборот. Го праша зошто е нападнавте Украина. Така што тоа е многу, како да кажам, окей прашање. Тоа е прашање кој еден новинар треба да го праша зошто лидер на една земја нападнал друга земја. Тоа е фокусот. Затоа и сите го следиме. Путин замоли да му воведе малку, и тоа беше лукаво па од страна на Путин, му вика кратко, еден мал вовед. Како не вика, повелете председателе. Пола саат му држеше лекција од историја. Такер позелене, што е нормално, затоа што не го водеше више интервјуто, туку овој си тераше некоја своја агенда. Не дека е лошо, не дека е точно или неточно, не навлегуваме во тоа, туку едноставно му го отргна интервјуто. Но сепак, он инсистираше во едно долго интервју и да ги каже овие ставови. Зошто? Затоа што во целава приказна беше многу важно за Путин да објасни на светот кој е контекстот на овој конфликт, дека не е туку така, нешто се изродило, нам ни текнало да ги тепаме украинците. Што е добро, ние да го слушнеме, дали ќе го прифатиме или не, бидејќи тоа е добро новинарство. Она што ми се допадна на Такер Карлсон е што не тераше инат. Не можеш, ма ти врска немаш, ма ти си ваков, ма ти си таков. Обично што примитивците тоа го бараат од нас новинарите. Не, јас сметам дека новинар треба да биде еден како Лари Кинг, ask why, треба да праша зошто и не да се натега со тој што го интервјуира. Не да му соли памет, не да му вади Википедија. Ние, дури и ако ја знаеме вистината, он не лаже, ние сме должни да кажеме дека не се согласуваме или во едиторијалот пред или потоа, како што и самиот Такер Карлсон го кажа, но во секој случај, доста интересно, многу мина ќе го оправдаат, оние што не го оправдаат исто така ќе продолжат да не го оправдуваат, но даде една добра димензија. И се кои се добрите димензии во цела оваа приказна?
тонот на Путин. Путин ја критикуваше американската држава со една многу силна изјава во која рече американскиот народ не го раководат оние за кои они гласале. Тоа е силната порака која ние ја знаеме и стално ја збориме, дека има структури внатре во самите Соединените Американски држави, тоа е она длабоката држава, тоа е она мочуриштето, така наречено свом, каде што бизнис и интереси на моćници успеаат толку длабоко да пенетрираат во државата, да ги надминат реалните државни интереси на Соединетите Американски држави и да спроведуваат некоја политика што е надвор од думот. Секогаш треба да се сетиме дека по падот на Советскиот сојуз, Русија бараше за преговори и договори и преговараше со Западот да нема проширување на НАТО на незини граници. Се согласија. Тоа е почеток негдека крај на 80-ти, почеток на 90-ти, од тогаш натаму работите само паѓат. Едно време се држа, но после Буш отиде се. Како демократите почнеа да владаат, тоа беше се полошо и полошо. Чии интереси се, зошто и така натаму, не знам. Но само ќе ви го цитирам Елон Маск, кој има објавено јавно и речено. Мислам дека Џорџ Сорос искрено го мрази човештвото. Ова е реченица која нема што да ви образложувам, на интелигентен човек му е доволно јасна. Дали ќе ја прифати или не, тоа е сосем друга работа, но може да му даде мал милион одговори зошто постапува он така. Огромни пари ги купија медиумите, ги купија клучните партии, ги купија клучните политичари низ цел свет и го владеат светот. Но отпорот расте, отпорот е се поголем, па мислам дека оваа структура нема лесно да падне. Оваа структура е доволно деструктивна и доволно опасна да предизвика и Трета светска војна. Но новиот претседател кој е во најава нема да го дозволи тоа, но во следната епизода на Кво Вадис на Единствена Македонија, а Такер Карлсон, топло ви го препорачувам да го погледнете интервјуто од Општа култура, знаејќи дека за жал македонскиот народ многу мал процент е писмен. Не е писмен да ја знаеш азбуката, писмен е да знаеш да работиш со овие джинџери минџери, да работиш онлайн, да знаеш англиски јазик кој е денеска есперанто, сакале ние или не. Во секој случај, јас стварно вложив надчовечански напори, го симнав, го обработив, му генерирав со помош на вештачка интелигенција на разни програми да му налепам македонски титли и да му овозможам на македонските гледачи, моите гледачи, да го проследат интервјуто. Признавам дека не е супер прецизен тој така наречен превод, но е исклучително информативен и секој јасно ќе го добие тонот на Путин. Што е тонот на Путин? Путин постојано вика, сакаме да преговараме, сакаме да преговараме, не преваривте, сакаме да преговараме. Значи, цело време он го повторува неколку пати, што мене ми даде за смирение, дека е ова и некоја порака, бидејќи беше смирен, немаше агресија, немаше нервоза, не беше напнат, опуштен беше, дури и насмеан на моменти, но идеше straight forward, дури и кога знаеше дека му го крши интервјуто на Такер Карлсон, идеше straight forward во она што го намислил Путин, а не новинарот. Поштено е новинарот да се обиде, но, нели, кога имаш ваков профил, висок профил на политичар, па и не можеш да ја наметнеш потполно целата агенда. Но затоа е интервјуто 2 часа, има многу прашања, има одговори. Ние, публиката, треба да одговориме на нелогичностите, например, нешто што кажа за Втората светска војна или за времето на Сталин. Но не е работа на Такер Карлсон, како што урла овие така наречениве пробудени, да се докажува и да му вика не, ти оваков си, онаков си. Тоа е наше. Тоа е наше. Ние
ако имаме малку општа култура, сознание, ние секако ќе можеме да донесеме добар суд, дали тоа што го збори е булшит или е добро и издржано. Затоа ова интервју е многу важно, ви го препорачам, го има кај мене по профилите, ми се јавија неколку телевизии, им го одстапив, секако ако има интерес и Единствена Македонија ќе им го одстапам, за да го прикажат на гледачите. Ете, тоа е следната недела, пак позитивно едно интервју. Позитивна една моја рецензија ќе биде затоа што ја почнувам од завршувањето на последниот настап на Доналд Трамп, кој апсолутно растира на сите рейтинзи, и неговата последна реченица кој вика: нема да дозволам Трета светска војна, јас ќе ја спречам Третата светска војна. Но има други ризици таму и околу него, за кои во следното издание на Кво Вадис на Единствена Македонија.